Синдикатите го притиснаа новиот министер за економија и труд Бесар Дурмиши за повисоки плати. Нивното барање за пораст на минималната плата на 450 евра во првите 100 дена од новата влада ќе биде прва точка за расправа на првата седница на новиот состав на економско-социјалниот совет. Дурмиши вели дека тој како нов претседавач со советот ќе разговара за ова со сите заинтересирани страни, и со работниците и со газдите. За сега нема најави дали за покачување на минималните плати во администрацијата би се нашле пари со ребаланс на буџетот. И ова прашање во првиот состанок значи ќе биде ставена на маса и за дискусија. Ќе како влада од особено значење социјалниот диалог односно вклучување на сите засегнати страни при креирање на новата мерка на ова ваше прашање. Мора да го имаме предвид интересите на работниците, но интересите и на бизнис секторите. Синдикатите не отстапуваат од барањата. Алармираат дека минималесот во Македонија е најмал во регионот. Бараат раст на платите веднаш. Сведоци сме дека платите на работниците се зголемуваат минорно со забавено темпо и несоодветно на инфлацијата и зголемените трошоци на живот, или воопшто не се зголемуваат, а функционерите си обезбедија пораст на платите од енормни и незаслужени 78%. Дурмиши ветува и дека ќе работи на забавување на инфлацијата која во мај изнесуваше 4,5%. Ќе разговара со производителите и стопанските комори за да се изнајдат нови можности за справување со растечките цени. Очекувањата беа дека листата од 1600 производи со намалени трговски маржи и законот за нефер трговски практики од септември да ги дадат посакуваните ефекти за намалени цени на прехранбените производи. За сега не се знае дали оваа листа ќе биде проширена со нови производи. Значи, првата фаза што ќе направам, ќе седнам со коморите и со производителите на храните и ќе стапам во контакт со нив, ќе направиме еден диалог, ќе видиме какви се можностите. Кога ќе заврши состанокот, ќе излезам во медиуми и ќе ве известувам и јас и јавноста. И вас и јавноста, оствари, извините. Дурмиши најави и ревизија на досегашното работење на министерството кое што го презеде. Последната ревизија била направена пред 9 години.